15 септември завршува конкурсот за 100.000 поети за промена, годинова 6-то издание, веќе закажано 24 септември. Ова се генералните информации за ова движење поетско. Може би треба да се вратиме на моментот како тргна 100.000 поети за промени да ја запати и Македонија, но пред се што всушност подготвуваме за оваа година? Која е темата на која што пишуваат поетите? Колку поети ќе бидат застапени? Има ли интерес пред се? Да, драго ми е дека годинава ќе го реализираме 6-тото поред издание на глобалната манифестација, односно поетскиот фестивал 100.000 поети за промена, кој уште од самиот почеток е дел од глобалното движење, кој е започна 2011 година по иницијатива на еден од врвните бит поети од Америка, Майкл Ротенберг, заедно со неговата сопруга Тери Керион. И драго ми е дека Македонија уште од самиот почеток стои рамо до рамо со сите глобални движења и дека годинава стигнавме некоја извонредна бројка од 500 настани во светот. На 15 завршува конкурсот, на кој годинава, како и минатата година, имавме огромен број на поети и автори од нашата држава кои се пријавија. Не би можел да проценам се уште, затоа што допрва треба да ги финализираме сите пристигнати трудови, но сигурно бројката е некаде околу 200 поети, како на конкурсот за плакат, на кој секоја година околу 20-30 дизајнери, од кои некои од најдобрите од Македонија се пријавуваат со нивни решенија за изработка на плакат, кој ќе биде дел од изложбата, кој ќе биде исто пропратен елемент на нашата манифестација. Главниот мотив треба да биде за учеството, социјално ангажирана на поезија. Кои се темите? Имаме доста актуелни во државата. Се преплетуваат ли размислувањата на поетите со актуелната состојба? Генерално со нашето движење сакаме да говориме за сите промени кои сакаме да ги видиме, почнувајќи од оние кои сакаме да ги видиме кај нас самите лични, но и оние глобалните. Пред да го започнеме годинешниот конкурс, имавме непријатна ситуација со поплавите во Скопје, така да пред овој фестивал реализиравме еден проект поврзан со поплавите. За нашиот фестивал обично секоја година нагласуваме дека сакаме да говориме против геноцидот кој што се случува, против војните, против корупциите, против полициската бруталност, против забраната на одредени поети во одредени држави во светот да пишуваат и да творат слободно, за екзекуцијата на многу млади поети од светот кои собрале храброст да проговорат за проблемите со кои се соочуваат во нивните заедници. Така да во текот на овие 6 години говоревме за премногу теми. Оваа година ќе биде на некој начин ревијална, затоа што она што ќе биде застапено во годинешниот зборник ќе биде на една плејада која ќе се обиде да направи одраст, рефлексија на оние убави, но и оние не толку убави работи кои се случуваат на планетата Земја, но секако нели преку креативниот порив на самите автори кои се вклучија во манифестацијата. Традиционално ќе имаме изложбата на плакатите кои што се пристигнати, но и поетско читање каде што ќе се представат поетите кои што испратија своја творба. Каде е локацијата? Секоја година се избираат алтернативни места, нови локации. Оваа година дали е прецизирано или доправа? Да, со нашето здружение Контекст Струмица се обидуваме генерално да ја промовираме таа субкултурна идеја за ангажирање на алтернативни простори кои можат да се пренаменат во функција на културни места каде што ќе се презентира нешто. Со поети за промена во првите неколку години експериментиравме со локациите, но последните неколку години сме во старото забавиште и станува збор за едно прекрасно место, за една прекрасна камерна сцена која нуди амбиент што
е убав и за самите автори, но и за самата публика која присуствува. Оваа година ќе имаме малку поширока програма, значи освен главното ноќно читање и освен промоцијата на зборникот и изложбата, овде ќе имаме во текот на идната недела неколку дебати по средните училишта во Струмица, ќе имаме денско читање кое исто така е дел од програмата, ќе имаме дел од еден документарен филм за еден врвен македонски автор, поет кој пишувал за државата, но исто така и за слободата на еден народ. Тоа е проекцијата на еден документарен филм или портрет на Анте Поповски, но исто така ќе имаме и трибина на која ќе можеме да говориме за кој всушност од плејадата на македонски автори од современата книжевност бил социјално ангажиран, односно со својата поезија или творештво се обидувал да направи мала промена. Со тоа покажуваме дека 100.000 поети за промена прераснуваат во вистинско движење кој што треба да биде предвестник на вистина на промените во општеството. Дали се согласувате? Се согласувам, секако. Ние веќе 6 години говориме за убавата страна на животот која сакаме да ја видиме околу нас и мислам дека импактот кој го прави на локално ниво, но секако и на национално ниво е огромно, затоа што со 100.000 поети за промена, ако се сеќавате минатата година имавме поети од Египет, оваа година се надеваме дека ќе истрчкаме како што треба за да се добијат визите за еден поет од Африка, од Гана, овде ни биле поети и од Русија и од Турција, така да тој интернационален карактер на фестивалот прави да нашата порака и нашата мисија е оправдана на некој начин и драго ми е дека и самата општина Струмица и градоначалникот на општина Струмица уште од првата година го препозна овој проект како квалитетен и добиваме не само финансиска, но и морална поддршка од самата општина да продолжиме со концептот и со идејата за тоа дека литературата и книжевноста и поезијата сама по себе имаат моќ да бидат алатка која ќе ги носи новите позитивни промени. Ви посакувам успешно остварување на 6-то издание на Поети за промена. Фала ви.